И тоа многу интересно за толку интензивен и важен закон, како дел од она што во вела како даночна реформа, во денот кога дефинитивно целокупната интересна јавност ќе биде насочен кон една друга комисија што беше во текот на денот. Ја навистина не гледам потреба зашто толку се брзаше, но имајќи предвид дека и на овој закон се стави европско знаменце, само со цел да се скратат процедурите и роковите, има секогаш и некоја можеби крива, чудна, но се наоѓа логика како власта пристапува кон решавањето на проблемите. И вчера имаше убави дискусии од колегите и покрај тоа што имаше напори да се разгледа даночната реформа и данокот на солидарност, како што се нарече, односно како што ни се представи тука на повеќе аспекти, имавме еден настан со Комисијата за финансирање и буџет, кај што навистина и требаше да се разгледа овој закон. Посебно кај што учествува и професори, кај што се гледа повеќе аспекти, кај што нашите колеги, како од опозицијата, така и од власта, еден од заклучоците беше токму тоа дека треба крајно внимателно да се пристапи кон даночната реформа, дека не треба да се избрзува, дека треба да се земе сите мислења во предвид, дека може било кој превид или грешка скапо да не чини. Гледаме друг пристап. И по однос на овој закон и на другите закони кои што доаѓаат. Нашиот предлог за јавната расправа вчера што беше побарано на наша страна беше брутално одбиен, а гледаме дека она што сака да се постигне со овој закон не може да се постигне, бидејќи во основа е погрешно. Зошто е погрешно? Бидејќи ниту имаме предвидливост со оваа власт, ниту може да планираат фирмите, ниту може да реагираат, ниту пак можеме да се наслониме како на стабилна држава која што може да се направат соодветни проекции. Велиме дека е данок на солидарност, тоа е се освен несолидарен. Ниту една од фирмите не се насочи во насока дека го поддржува ваквиот данок. Имаме реакции од комората стопанска, од истата таа комора кај што оваа власт преходно ја представуваше дека имаат нивни представници како вице-премиери. Исто така потпишан на писмото што е доставено до сите нас. Нешто со овој закон не е во ред. Сакаме да го прикажеме како европски, да ги користиме европските практики и европската регулатива. Само да подсетување, неколку работи да ги имате во предвид. Европската регулатива на која што се повикуваме, односно конкретно регулативата 2022/1854. Кога настана? Настана во ситуација кога цела Европа беше во исклучителна криза, каде што цените на енергенсите имаа драстичен пораст, драстичен скок, каде што имаше потреба од брзи интервентни мерки. И во такви услови Европската комисија донесе оваа регулатива кај што се офаќаше само на фирмите во енергетскиот сектор, на производството на нафта и енергенси, бидејќи таму беше најзасегнато. Кај нас тоа не е случај. Бидејќи кај нас се офатени и трговијата на големо и на мало, еден уште голем сегмент од игрите на среќа, не е повеќе од 30% делот кај што основно е намената самата регулатива. Втора работа што е исклучително важна. Во зависност од самите економии, ние имаме економија која што е обременета со страшна корупција на владата, институции потопени во корупција, процеси и бизнис околина во која што е многу тешко да се работи, да се обстои. Затоа и регулативата на Европската унија вели како можност, не како обврска. Трета работа, таа беше интервентна со краток рок на траење. Ако проверите убаво во самата регулатива, ќе видите во членот 22 став 2 секција С дека регулативата има вечност за траење до 30 јуни 2023 година. Не е тоа случајно. Кај нас е ретроактивно. Се враќа наназад и ги ставаме пред свршен чин компаниите. Се разбира дека ќе се љутат. Ниту може да направат соодветни проекции, ниту соодветни планови. Ние едноставно сакаме да им земеме арач. Вака просто кажано, тоа ќе се случи со овој закон и натаму се движат самите работи. Каде би требало да ги движиме нашите напори? И пазете, ова е све во услови на општество, на бизнис околина и процедури кај што треба да функционира државата. Кај нас тоа не е случај. Зошто го велиме ова? Имавме случај вчера, пред сите нас и пред јавноста министерот излезе и да рече имаме ние отприлика 30 до 40% сива економија. Поразителен факт. Не е тоа случајно. И не е да го тргнеме министерот финансии на страна. Да не се повикуваме на
бројките, анкетите или истражувањата што ги прават од меѓународните организации. Ќе се повикаме на вице-премиерот. Мртов ладен вели вака, бидејќи законот ги опфаќа компаниите што имаат над 10 милиони приходи, што не е директно врзано со ликвидноста никогаш. Но не се. Што вели вице-премиерот Битичи? Тој е истиот оној вице-премиер во истата оваа сала, не на друга комисија, кај што ноншалантно си кажа, знаеме ние и во писмен допис имавме, дека знаеме дека имаме во законот за угостителство, мислам дека беше или туризам, ќе ми справите како што беше, знаеме дека имаме груби злоупотреби, знаеме дека их средства се одлеваат, а ние знаеме дека тие ништо не превземаат. И решаваат тоа да го игнорираат. Сега тој закон и многу други такви закони, многу такви институции во државава резултираат во неговата изјава дека сивата зона во Македонија, според нивните проценки, некои поупатени велат дека се можеби повеќе, 1,5 милиарди евра приходи. Од кои што според неговите проценки 420 милиони евра може да се слеат во буџетот. Доколку некој си ја работи работа за што е платен, избран или поставен на соодветно место. И не зборам тука за една личност, не покажувам за едно министерство, генерално кажувам како држава дали ќе функционира или нема да функционира. Дополнителна обремененост и тежина на целата ситуација, до каква состојба ни донесла државата и кој е директно криве за истото, е веќе покажува и на два моменти уште. Како што знаете, во голем дел од државите различни пристапи се, но во голем дел решено е главниот прилив на полнењето на буџетот да иде преку две институции кај нас што постојат, кај нив се воена такса Customs Administration, значи управата за јавни приходи и царинската управа се воедно. И тоа е основата од кај што ги полнат нивните буџети. Кај нас имаме две. Во ред, тоа е пристап, номенклатура, структура, така се решило. Она што е интересно, што е никаде на светот не запамтено. И во едната и во другата институција начело се потпредседателите на владеачката партија. И по постојањето кај нив, во едната и во другата, резултатот се овие милиарда и пол, односно 420 милиони евра, што се сива зона. Што е некој заложен да си ја сработи работата. Уште една аномалија на истото, како ги назначуваат, така им дигаат штрајкови вработените, незадоволни од условите за работа. Се надевам дека еве во едната имаше најава дека за 30% ќе се зголемат платите, па тоа ќе кореспондира со овие 30% што ни бегаат во сивата зона, па ќе можеме да наполниме буџетот. Дека ова не е играчка и колку е сериозна, можам да ви укажам не само за ова денешен закон кај што очекувате 100 милиона евра нови араж да се земе од компаниите кои што работат. Пазете, но ние што работат ние дополнително ги обременуваме од различни аспекти. Да, тоа што е инвестицијските циклуси, оние што инвестирале, тие се иземени од основата за одоночување по овој данок, но дефинитивно се обременети. А пазите, збориме за криза. Збориме за криза за нешто што дискутиравме во самиот буџет, кај што бевме уверувани дека се е земено предвид, дека државата има под контрола, сите антикризни мерки се земени предвид, граѓаните и стопанството ќе го поминат овој процес безболно. Ние имавме страшни реакции од нашите колеги од другата страна, која уопште ќе се спомнеа последици. А денес пред нас е закон со кој што велиме ќе се справуваме полесно со последиците од кризата. И сега кога бевте во право? Дали тогаш кога не уверувавте или денес? Дали тогаш кога не уверувавте дека немаме сива економија или денес кога го цитираме Битичи? Дали бевте во право кога велевте дека имаме потреба, не знам што беше последно, 100 милиона, 120 милиона евра за елем? Или кога велиме дека имаме 420 милиона што стојат тука, што некој треба само да си ги наплати? Па не можеме за еден да биде државата мајка, за некого маќа. Не можеме врз основа на еден што ќе биде обременет двојно повеќе, некој да му оставаме простор за екстра профити и нагло богатење. Не може за некого да има држава прогони, судови, одговорности и обврски, за другите да можат да си прават што сакаат. Бидејќи за некој да направи 1,5 милиарда евра во оваа држава, тоа е 30% од буџетот кој што и така е преголем во Македонија, може да си прави што сака. И тоа некој му го дозволил. И ова се за мене алармантни бројки. Некој можеби ќе спореди помали, некој поголеми, но јас ви тврдам, а тоа го потврдуваат истражувањата, дека ние имаме најголема сива економија во регионот. А сивата економија
е резултат не за друго, ради корупција, нефункционално на системот и лоши влади кои што треба се променат. Ви благодарам.